Да, продолжуваме со студио 10 со претходниот гостин господинот Марин Најдов. Зборувавме за одбраната на Македонија, особено за војниот конфликт во 2001 година, четвртина века подоцна, меѓутоа сега продолжуваме исто за одбраната да зборуваме на нашата држава, меѓутоа одбраната од модерните напади, односно нападите кон македонскиот идентитет. Мој втор гостин во студио 10 е господинот Бранислав Светозаревиќ, познат историчар, архивист и филателист. Добар ден. Така, добар ден, благодарам што прифативте да бидете гостин. Моментално сте вработен во Државниот архив на Македонија. Годинава архивот прославува 75 години. Кои се активностите кои што сега се одвиваат по повод ова? Да, ние навистина правиме големи напори, мислам дека ќе има што да види публиката, јавноста. Една голема свечена академија, онака како што заслужува една таква голема институција. 75 години од нејзиното основање и при тоа ќе има и придружни манифестации, ќе се издаде поштенска марка по тој повод, потоа монографија и изложба. На академијата имаме многу значени гости и од највисокиот ранг политички, меѓутоа и многу гости кои ќе ја направат таа академија да биде навистина прекрасна и онак како што личи за една таква институција. Да, практично вистинско место каде што работите, затоа што и добитник сте на награда најдобар архивист во Македонија. Да, така, тоа беше 2002 година, да. Така, имаме и европски признанија, нели, во Музеот на македонска борба? Да, во Музеот на македонската борба, каде што кога бев директор, навистина, со големо задоволство се сеќавам на тие моменти и на моите драги колеги со кои успеавме да освоиме 2 специјални награди во рамките на Европската музејска академија и плюс во рамките на Форумот на словенски култури во конкуренција на 14 држави. Така што на меѓународен план многу брзо се наметнавме со нашите програми, со нашите идеи, со нашиот пристап кон посетителите, огромен број на посетители од целиот свет, најзначени личности тука од холивудскиот джет сет до, да речеме, шеици, принцеви, председатели, генерали, навистина неверојатен број на амбасадори, се разбира, број на гости, но најмногу не радуваат нашите граѓани кои го посетуваат овој музеј и најмногу се разбира децата, најмладите. Така што после сето тоа дојде и една, можеби најголема награда во конкуренција на 12 музеи од Европа. Добивме, да речеме, можноста да бидеме домаќин за избор на најдобар музеј во Европа. 2017 година. Да. Ова се признанија, нели, така доста големи за државата, меѓутоа како вертира на емисијата, предлагам тука да ги кажете вашите лични признанија и награди кои што сте ги добиле, како што успеав да истражам за вас. Имате награда за научно дело на годината Гоце Делчев, меѓутоа и 4 големи позлатени медали во Вухан, Џакарта, Лондон за филателија. Да. Покрај музејските признанија во музеологијата, архивистиката, во областа на историјата ја добив наградата Гоце Делчев, научно дело на годината, која ми е особено драга, со оглед на тоа дека беше посветена на моите сограѓани во Тетово, македонците во Тетово, Дала Турка, Дола Франга, еден специфичен феномен на промена на начинот на живењето од еден ориентален во проевропски начин на живење за 50 години. И тие луѓе доживеале, една генерација, значи, за 50 години доживела промена на 3 системи, 7 режими, 2 востања, 2-3 економски кризи, Турска револуција и така натаму, значи нешто што навистина е за почит како ни сето тоа поминувале
тие луѓе и успеале да обстојат и да ги во таа бура животна да се пронајдат повторно себе си, чувајќи го идентитетот и начинот на живењето, традициите и така натаму. Да. Ако збориме за ова модерно време и ако нешто се истражува кое што претходно некаде било објавено, можеби малку полесно да се ископа на интернет, да се пронајде, меѓутоа вашето истражување не било толку лесно. Да. Како успеавте да ги откриете, да ги најдете тие податоци лично во местата низ Тетовскиот регион? Во тој период немаше дигитализација на архивите, сосема сте во право и на музеите, така што 17 години работев на истражување на класичен начин, преку литература и документи. Пред 17 години сте имале замисла книга да напишете за тоа, така? Да, тоа беше, точно тоа. И така излезе една многу обемно дело од 1100 страници. 100 страници само библиографијата. Можете замислите, посебна книга само библиографијата за Тетово и тетовчани. И навистина беше импресивно и покрај сето тоа морав да користам и една нова методологија, односно устната историја, која е релативно нова во однос на другите методологии, бидејќи историјата на секојдневниот живот подразбира и анкетирање, интервјуа на стари граѓани кои ги оживуваат документите. Едно е да го имате податокот од документот, а друга кога тој кога имате жив сведок, така? Да, преку жив сведок. И тоа е нешто што е фасцинантно во таа историја на секојдневниот живот, иако изгледа тривијално вака секојдневниот живот, меѓутоа тоа е најтежок пристап, затоа што историјата сама по себе не може да одговори на барем две прашања. Првото прашање е зошто ние македонците сме вакви какви што сме, и второто прашање, историјата не може сама да одговори на прашањето зошто историјата се повторува. Значи, мора да има интердисциплинарен пристап, така што јас користев методологија на покрај историјата, архивистиката, антропологијата, антропогеографијата, ономастиката, топонимијата, социологијата, психологијата и така натаму, за да се дојде до она што сакаме да го постигнеме. Значи, еден проблем или една појава да се разгледа од многу страни, односно со многу различни пристапи, научни, за да се дојде до еден конкретен одговор на тоа прашање. И што истражувавте? Секојдневниот живот на македонецот? Да, значи, кои беа најинтересните моменти кои што не сте ги знаеле, па сте ги запознали на терен? Јас прво морав историскиот пресек да го направам за тие 50 години. Значи, 7 системи, рековме, така. 3 системи, 7 режими. И многу војни. За читателот во првите 150 страници е чисто историја. Но потоа требаше да се прави пресек на секојдневниот живот. Значи, од најобични животни прашања до најкомплицирани, а најмногу реакцијата на промените. И денес имаме такви реакции на промени. Тогаш се одвивало исто тоа многу брзо. Значи, за 50 години имаме феудализам, речиси, во распаѓање, капитализам и комунизам. Само во една генерација, премногу. Се е собрано на едно место. Но сепак луѓето требале да живеат. Се разминувале арабаджиски коли со оние фордови, нели, се разминувале жени кои биле облечени во чинтијање и жени кои биле ала франга облечени, значи, во европска мода, со сите теркови. Тука е, да речеме, куќа чардаклија до куќа која е градена со сите оние потребни планови и така натаму за изградба на една модерен објект. И затоа велам, например, морав да одам до сегментите како и зошто така се поздравувале во градот. Значи, многу интересен пристап ето. Има 770 фотографии. Едно богатство само од фотографиите од тој период.
И само тоа поздравување излегува цел еден свет се открива во тоа, но може би во друга прилика затоа што е голема темата. Како и да е, и рековме четвртата област каде што многу сум посветен од мојата 5-годишна возраст, тоа е филателијата. И каде што, ги спомнавте вие, имам многу високи признанија на светско и европско ниво, во Џакарта, Вухан, во Лондон и во Либерец. Така што тоа навистина ми е една љубов која на 5-годишна возраст, кога ги видов првпат марките и кога открив еден свет, тоа беше, и потоа почнав и со разгледниците, тоа е веќе една друга тема, картофилија се вели, и сите тие работи мене ми беа еден вид интернет, затоа што тогаш немаше, но преку разгледниците и марките го запознав целиот свет. И така остана за да дојде до ниво на наука, значи од пасија за собирање до наука. Како филателијата стигнала на меѓународно ниво со меѓународни награди? Како тој процес течеше, затоа што сепак... Да, тоа е, значи, од 71 година сум почнал и започнав. Татко ми ме научи да читам на 5 години, знаев и бројки и така натаму, и тоа бев хиперактивно дете. И се ме интересираше, меѓутоа филателијава некако ме зароби. Кога ги видов тие прекрасни мали уметнички дела на мал простор, односно може да биде 1 квадратен сантиметар, например, и во нив запознаваш се што е важно за човештвото. Освен оние, да речеме, лоши пороци и така натаму, такви работи нема тука во смисла на некаква злоупотреба, бидејќи е под контрола на државата. Инаку, нема наука која не е застапена тука, нема нешто, област од животот која не е застапена, така што човек може да се посвети и да се специализира само за едно нешто. Меѓутоа, како што поминуваше време, веќе на 14 години јас се зачленив се претплатив во пошта, редовно ви доаѓаат марките. На 17 години веќе бев член на Сојузот на филателисти на Македонија и на мој 25-6 години веќе имав 20.000 марки, сватив дека не може да се влегов во некој океан. Па ајде ги поделив наместо по држави, по теми, па 80 теми излегоја, па ги намалив на 40, почнува човек да се специализира, затоа што во оваа работа за да постигнеш успех и да те препознаат и на меѓународно ниво, треба да станеш експерт за таа област. Под 40-20, значи се ослободував во нив за да ги зајакнам оние кои ги сакав, за да на крајот најмногу се посветив на темата Македонија, поштенска историја на Македонија, и тука се пронајдов себе си, бидејќи и мојата струка е историјата, така што некако сето тоа се спои. И од таму произлезе и научниот пристап кон филателијата и од таму дојдоа тие светски признанија. Например, посебно ми е драго признанието од Лондон, бидејќи таму е татковината на поштенската марка од 1840 година и на секој 10 години се одржува, тоа е своевидна олимпијада филателистичка. И тука исто добив големата позлатена медаља, Вермейл, за како едно признание за се она што го работам, а темата беше книга излезе. Значи на крајот книга Поштенска историја на Македонија 1843-2010 година, поштенски живови. Така, господин Светозаровиќ, тука нели во студио 10 донесовте книга Писма на Љубомир Милетич до Афанасий М. Селишчев. Да. Историја на една мистификација. Еве конкретно од вас, зашто станува збор? Ова е последната книга која е издадена, деној ја чекаме и најновата. Се станува збор за еден голем фалсификат на бугарската наука која ја користи, односно ја злоупотребува 95 години, вклучувајќи ги Бугарската академија. Значи,
И во 2020 година Бугарската академија напиша една навредлива брошура за литературниот јазик на Северна Македонија, во која тие, нели, под наводници докажуваат дека македонскиот јазик не постои, туку е тоа некаков дијалект бугарски. И меѓу оние докази кои тие ги представува беше и книгата, и таа има и фотографија неизина таму на се фалат и ја препорачуваат на рускиот славист Афанасий Селичев, издадена 1929 година од Македонскиот научен институт од Софија. Но веднаш кога почнав да ја користам токму за македонците во Тетово, бидејќи нејзиниот наслов се однесува на, значи, Полок и неговото бугарско население, така се вика, и мене, бидејќи ја користив како извор, видов дека има многу недоследности. И откривајќи ги тие недоследности, затоа што во фуснотите тоа што наведува, јас веќе сум го проучил и не е точно. И гледам дека цитира автори пред него кои имаат сосема други ставови, дека тие сериозно работеле на македонските дијалекти, на македонскиот акцент како посебни и така натаму, што значи дека не може, нешто не е во ред тука. И помина доста време во истражувањето, но јас веќе во таа книга наградената запишав во фусната број 8 дека се работи за големи недоследности и дека предстои, треба да се најде докази за тоа. Да. И подосна, значи, со колегата Драган Јачовски, заедно успеавме да продреме, сега веќе дигитално, во руските архиви, и таму ги пронајдовме доказите, писмата, каде што се договараат председателот на Бугарската академија, Милетич, со Селичев, а Селичев паднал во немилост на советските власти, одел во праќале на Сибир и така натаму, не му ги објавувале животните дела, и Милетич му ветува се. Му ветува дека ќе му плати, и навистина огромни пари добил, дека ќе му ги објави делата и дека ќе го направи академик на Бугарската академија. За да го смени неговиот наслов, бидејќи неговиот наслов бил очерки по македонској дијалектологија број 2, том 2, бидејќи тој докторирал на македонските дијалекти претходно и објавил за среќа книга очерки по македонски дијалектологија број 1, значи тоа е една мистификација, каде што сега вториот том го на истиот автор го побива првиот том. Так, да. Што навистина е нонсенс. Не може да се нема никаква смисла за тоа. И од таму преку писмата ние откривме дека фактички се договараат и за пари и за сите други да речам привилегии и повластици на Селичев. Тој некако успева да го преубедат, па така се што е таму македонски јазик станува бугарски јазик, македонски дијалект бугарски, македонски говор бугарски, македонски словени бугарски. А првата книга останува таква каква што е. Апсолутно, да, така е, да. Така што имаме силни докази за тоа што се правил. Дури давал и отпор, меѓутоа тие полека, дури и насловот му го менуваат. Ете, можете да видите, например, на насловната, на корицата, писмата се извинувам од другата страна. Так. Да. Тука, например, ете го, очерки по македонски дијалектологија од Селичев, значи тоа е првата негова книга. Так. Па потоа еден фрагмент, исечок од писмото на Милетич, на бугарскиот академик, каде што му вели во насловот подобро е да ставиш да стои таму бугарски македонци или бугарски дијалекти и така натаму, односно насловот да го направи да биде Полок и его болгарско население, Полок и неговото бугарско население, а поднаслов да биде неговиот вистински наслов, каде што не спомнува тоа.
Селишев. Така што оваа книга предизвика одличен интерес. Таа е веќе преведена и на англиски јазик. Практично со таа книга, второ се извинувам, сакале да направи на некој начин бугаризација на населението од Полошкиот регион. Ја користат 96 години ја користеа како извор. Како доказ, од наводници, нели, дека еве штом Селишев го кажува тоа дека сте вие бугари, зборувате бугарски. Тогаш меѓутоа и Селишев после пак се враќа на македонството. И неговиот студент Бернштейн, професорот, го докажува тоа. И го најдовме и тоа. Значи, веќе тој во своите спомени во дневникот, кој е објавен пред 10 години, може би повеќе, признава дека бил под притисок. Неговиот професор. Да. И го поддржал и затоа Бернштейн, например, Борисович Бернштейн, Самуил Борисович Бернштейн, виден универзитетски професор од светски глас, ја прави и првата, да речеме, во големата енциклопедија руска, славистичка, има негов дел за македонскиот јазик. 1938 година, пред создавањето на современата македонска држава. Значи, одредница направил за македонскиот јазик, ама потикнат од Селишев. Значи, Селишев се враќа кон тоа, дури и од неговите последни написи, практично. Да, и му ја подарил првата книга Очерки по македонској диалектологија со негова посвета за македонството, значи го потенцира тоа. Да. Господин Сезаревич, оваа книга на какви реакции најде Бугарија, меѓутоа еве и руските академици? Да. Интересно е да секако, например, од страна на бугарите тотален молк, значи од колегите од Бугарија нема никакви реакции, инаку веќе благодарејќи на колегите од Институтот за македонски јазик, оваа книга е поделена на Светскиот славистички конгрес во Париз минатата година и веќе ја имаат најголемите слависти во свет, ја имаат оваа книга, а сега и на англиски јазик ќе биде достапна, така што ќе биде уште повеќе пристапна. Исто така добивме поддршка, јас додека истражував за Бернштейн и за Селишев, го најдов еден мој истомисленик во Јапонија, професорот Мотоки Номачи, кој исто така, следејќи ги, ние сме се следеле двајцата, на крајот дојде во мојата канцеларија, во архивот, и му ја подарив книгата Македонци, првиот том. А што се однесува до руските реакции, се многу позитивни. Затоа што нив ги интересира, не е битно што правил во животот, туку дали е тоа вистина. Големите држави немаат такви комплекси. Така. Сега рековте дека се работи на втора книга, втор том за Македонци, да. Така. Кога ќе биде? Да, првиот том е Македонци милениумски сведоштва за идентитетското име. Значи, се занимава само со името македонци во изворите од 40 земји во светот. Од Аргентина до Јапонија и од Канада до Австралија. Најмногу европски држави, каде што непобитно се кажува дека на овие простори населението се нарекувало македонци. Тоа може да биде територијално, народносно и национално име. Но, кога слушаме од источната страна дека името доаѓа од 41 година, еве докази каде што тоа е јасно изразено од пропаста на античката држава до создавањето на современата држава, 2000 години. Вториот том, неговиот наслов е Македонци, сведоштва за идентитетското име и јазикот од 1453 до 1944 година. И сега повторно нови теми, таму многу интересни, меѓу останатото пронајдов книги и литература издавана на Запад уште од крајот на 15-тиот век, каде што се спомнува македонски јазик.
Сега тоа е една ракавица фрлена предизвик на нашите филолози да го објаснат тоа, бидејќи ние знаеме дека е третиран како словенски јазик и така натаму, меѓутоа овде експлицитно вели македонците зборуваат или се молат Боже, Боже мој, спаси ме, вечју, остави ме и така натаму. Значи со зборови кои и нашите мали дечиња можат да ги разберат од пред 500 години. Сето тоа кажува дека не чекаат нови предизвици. Може, ако дозволите, ако имаме време, и некои наслови таму да тоа беше едно прашање, кои се најсилните докази кои што некои кои што не ја знаат доволно македонската историја да поверуваат дека нели и пред многу векови се зборува македонски. Значи сега веќе ги оставаме документите да зборуваат, повторно од 40 на држави во светот собрани материјали, таму има сигнатури на архивите, има сигнатури на насловите. Книгите веќе може дигитално да се проверуваат, никој нема веќе проблем со тоа да пристапи кон некоја библиотека, некоја стара книга, да ја провери на таа и таа страница што пишува за македонците. Така што од тој аспект навистина се олесни целата работа. Ако, например, собирав за првиот том 30 години материјал, сега го собрав за 5 години. Сега во него можам да издвојам, значи, многу интересни наслови. Например, македонците во литературата и документите на папската држава и големите европски држави. Пример. Потоа, и тоа од 15 до 18 век. Потоа, улогата на странските пропаганди, продорот на бугарската и српската пропаганда во Македонија како фактори кои го потиснувале националното име. Значи, имаме големи проблеми. Народот се соочувал навистина со проблеми околу идентификацијата, односно оние кои се обидувале македонското име да го сочуват и да го подигнат на пиедестал. Затоа што имале навистина спроти себе веќе представници на држави и системи кои работеле на една туѓа пропаганда, наметнување на туѓа пропаганда. Потоа појавата на руската пропаганда за ширење бугарската национална свест во Македонија. Значи првата бугарска пропаганда не е од Бугарија, туку од Русија. Потоа првите јавни напади врз името на македонците во бугарските весници, например, многу интересно, уште од 1860-тите и 70-тите години. Значи името се напаѓа, а името е идентитетот. Значи, навистина, секој што сака нас да не идентификува, мора по име и презиме да не идентификува. Тука е, да речеме, интересна многу она моја статија за работата и улогата на Јован Цвијич, кој ја разви онаа теорија за флотантна маса. Но јас докажувам дека фактички не е теорија за флотантна маса, туку тоа е флотантна теорија негова, бидејќи трпи многу промени, за да на крајот во 30-тите години даде и признание дека тоа го направил од политички причини, а не од научни. Значи се ставил неговиот авторитет, огромен авторитет светски, го ставил во функција на големо српските интереси. А јас тоа го докажувам низ континуитет, каде се прави теоријата флуктуира, се нешто менува и така натаму, побивајќи се сами од себе си. Значи, на истиот систем како со Селишчев. Така. Тука имаме такви работи. Потоа, например, тука е многу интересна темата проекции за македонско кнежество од 1875 до 1878 година. Значи, постојат многу сериозни проекции од големите држави да се формира македонско кнежество. Зошто не е формирано покрај бугарското, да речеме, и другите, е само затоа што најголемите аспиранти, Русија и Австрија, не се договориле чиј гувернер ќе биде на тоа кнежество. Значи, веќе било се средено, ама тоа е многу значајно, бидејќи ако зависи ако е гувернерот од Австрија, тогаш е под австриско влијание, нели, и обратно. Дури ги имаме имињата. Кои се тие гувернери што биле определени да бидат на кнежеството Македонија потенцијални, потенцијални. Дури имаме и
Имаме не само тоа, туку имаме една америчка иницијатива таква од коледжот во Цариград, америчкиот коледж, замислете. Потоа, например, имаме српска една иницијатива за кнежество Македонија и имаме една автохтона на познатиот трговец Димитрија Робев, кој водел кампања, бидејќи бил моćно семејство, многу робеви, и имал своји канцеларии низ цела Европа, седиштето во Виена му било, меѓутоа живееле во Охрид и Битола. И тој се понудил да биде кнез на македонското кнежество. Дори издал и пропагандни поштенски марки, ги пронајдов и нив, бидејќи сум и филателист. И така. Така што имаме, например, Македонија на старите етнографски карти, сведоштва за неформалната примена на македонскиот јазик под туѓи режими и борбата за македонски литературен јазик и уште една интересна тема. Значи, овие теми речиси не се разработени во македонската наука. Употреба на народниот македонски јазик во јавниот живот на Соединетите Американски држави и Канада од крајот на 19 век до крајот на Втората светска војна. Наполно нови работи за македонската наука, со тоа и со јавноста се разбира, и многу директни извори, документи цитирани од разни јазици за да бидат пристапни и на обичниот читател. Се трудев речникот да ми биде што поразбирлив за обичниот читател. Да. Господин Слазаревич, ни остануваше 10 минути до емисијата, остана многу прашања. Меѓутоа, не би сакал да ги прескокнам. Би ве замолил за така кратки одговори, затоа што сепак се интересни прашања. Што ве натера целиот свој живот да го посветите на истражување на македонската историја? Јас сум се прашувал, па во последно време го раскажувам тоа на пријатели. Мене македонската народна патриотска песна ме профилираше. Уште од малечко дете ги слушав. Во Тетово имаше стари одлични пејачи како Томе Голубарот, потоа тука е Бране Јувка и други, од кои јас многу слушав, на родителите се дружеа со нив и праве филмови во главата што се тоа значи тие комицки песни и така натаму. Значи тоа е она што ме профилираше и можеби, еве една интересна анекдота, моите ја купија синглката од Јонче Христоски 71 година, 72, едно име имаме, 100 пати ја вртев, па дури му ја испеав и на Јонче Христоски во Охрид, па ми даде една картичка на личното момче Бранче од Чичко Јонче. Јас имав 6 години тогаш. И некако таа песна стана судбинска за мојата научна дејност, да се занимавам со имете. Едно име имаме. Дали ова го сметате што го работите како мисија ваша? Па може да се каже и така сега, ова многу нескромно, но најверојатно ќе треба тоа да го оценат некои од следните генерации. Дали вистината за македонците е доволно кажана или пак има нешто што се уште се крие? Да, сигурен сум дека се уште се крие, затоа што, например, архивите во Грција ни се недостапни за македонската наука, исто така и дел од архивите во Бугарија. Колку е тешко да се брани македонскиот идентитет ако ги знаеме соседите кои што се околу нас? Па не е лесно затоа што тие имале државност барем 80 години пред нас и работеле на тенденциозно работеле на тоа да ги прикриваат некои од фактите, да работат на придобивање на македонци, па нив да ги користат како продукти на нивната пропаганда, сега ни ги продаваат како круцијални докази за некако друг идентитет. Колку често сте се биле во ситуација да се оспорат вашите истражувања или пак во голем дел случаите како што вели народ? Искрено да ви кажам, најчесто добивам само навреди и напади. Без факти, без контрааргументи, така? Да, така е, да. Од каде ги црпите најчесто изворите? Колку е тешко пред се во овие ваши
нели томови да ги најдете доказите и материјалите? Бара многу работа. Да речеме, мене не ми е тешко по 10 на часа да работам на ден. Меѓутоа сега не сум сам и имам и мои соработници, пријатели од целиот свет кои помагаат, ми наоѓаат документи и јас ги обработувам, така што навистина сум им неизмерно благодарен. Затоа во книгите, во двата тома, нивните имења се таму. Така. Колку институциите помагаат еве во вашите истражувачки проекти? Да речеме, тоа ни е слабост една, ниту помагаат, ниту одмагаат. Одмагаат. Оставаат на поединецот колку може тој самиот. Немаме еден систем кој ќе препознае нешто што треба и што е клучно во даден момент да се е некако во затворени кругови. Тоа мораме да признаеме дека не е слабост. Секоја институција сама за себе, вработените само тие можат да издаваат во таа институција. Тоа се факултетите, институтите и други. Значи не може човек, да речеме, од архивот да издава таму. За разлика од тоа, само архивот издава за другите вработените од другите институции. Така што јас имам докази каде што сум барал поддршка за македонци во клучен период кога навистина требало да се објават тие документи. Но тие документи не се мои. Тие беа резултат на до тогашната македонска наука. Јас само малку нешто надополнив. За разлика од сега кога ќе имаме многу нови работи. Кој е според вас најголемиот мит за македонската историја што сакате да го разбиете? Тоа е една балканска, не знам како да ја наречам, еуфорија некоја за супернација. Значи, супернација не постои. Значи, сакаме сите ние на Балканот да докажеме дека сме овде како постои планетата Земја, да не претерувам, ама некако баш така доаѓа, па дека тоа има некој национален, народносен, етнички континуитет, безпрекорен и така натаму, такво нешто не постои. Современите нации се еден нов современ продукт и тоа треба така да го прифатиме, за да не боледуваме и да не правиме од тоа после дури и војни, да речеме. Затоа што преполни се медиумите со такви квази историчари кои навистина прават голема штета на вистината. Господин Стазаревич, колку младите ја познаваат сопствената македонска историја и што губат доколку и не ја познаваат? Анкетите покажуваат дека не ја познаваат историјата. Дури ние бевме соочени со една политика која сакаше историјата да ја укине како предмет, а тоа е за мене специјална војна да не знаеш кој си, што си. Тоа е исто како да го прашаат кои ти се родители, дедо, баба и така натаму, да не знае да каже и потеклот од каде е, бидејќи без историјата, нацијата, народот и поединецот е како без компас. Че мора да има свој континуитет за да знае каде да оди понатаму. Кога копате по историјата, што најчесто ве шокира кога ќе пронајдете нешто? Ме шокира најчесто сознанието колку ние не знаеме, колку нашите предци знаеле. Значи, не сме свесни колку нашите предци знаеле, а ние тоа го подценуваме нивното знаење. Ако со една реченица треба да ја опишете вашата борба или мисија, како што претходно кажавме, како би ја опишале? Како еден искрен обид да се приближиме до вистината. Така. Господине Стазаревич, благодарам што прифативте и што изнесовте доста факти и аргументи за македонската историја. Благодарам што ни овозможивте еве на еден ваков начин да како наука и ви посакуваме понатаму што повеќе научници да повикувате на вашите емисии за да имаме еден соодветен простор каде што ќе можеме и нашите сознанија да ги презентираме. Така, ќе бидете поканети кога ќе излезе вториот том од книгата Македонци. Благодарам. Така. Драги гледачи, тоа беше се од студио 10. Ви посакувам убав ден и останете на фреквенцијата на телевизија 24.